Добро вечер, драги мои, со една голема насмевка, затоа што ова вечер ви носам преубави вести. До сега, нели, секогаш ви носевме смеа и забава, од сега забавата ќе ја дуплираме, па со самото тоа се надевам ќе дојде и среќата. Ма што се надевам, веќе дојде, затоа што од сега натаму со себе ќе имаме и калинката, која инаку е заштитен знак на Државната лотарија на Македонија, која секогаш носи среќа за поголемиот дел од вас и која од вечерва е покровител на нашата емисија. Нови пријатели кои се надевам ќе ги претвориме во најдобри другари во следниот период. Имаат безброј игри, а главната е секако Лото 7 секоја среда и сабота, при што никако да не ја заборавите играта на Джокер, бидејќи за малку можете да добиете, многу! Играјте за забава, запомнете, а сите добивки сметајте ги за награда, бидејќи единствено на тој начин ја чувате вашата одговорност. Многу награди и преку нивните грепки, кои се бројни, а ги има преку десетина различни. Низ цела Македонија бројни се уплатните места, каде ве очекуваат секако љубезни домаќини и домаќинки, а ваше е само да ја зграбчите шансата веќе оваа среда или сабота. Добре дојде за нашите покровители, Државна лотарија на Македонија, но и на останатите наши подржувачи и пријатели. Меѓу другите, секако бучен козек, и тоа на најдобар можен начин, така што ги изработуваат оние превкусни и здрави млечни производи кои се барани низ цела Македонија и кои можете да ги најдете на секаде, затоа што ги има во скоро секој маркет. Алфитехто центар и во Скопје и во Кубаново, да, тие се две места на кои што можете да најдете се на едно место. Полни како око, производите на Арис кои прават чисто ренто, так, само треба да пофајтате и се дезинфекцирано околу вас чисто и миризливо. Немојте секако да заборавите на преубавиот момент кој ќе го доживеете во Етно село Тимчевски и секако во ресторан еден каде се одржуваат најдобрите веселби во цела Македонија. Ете така. Зимата, иако не календарски, сепак можеме да кажеме дека скоро си замина и добро е што е така, иако слушам како некои понатаму посакуваат снег да падне. Ајде, мајка. Да бе, и јас на времето се радував на снегот и ниските температури, ама кога тате ги купуваше дрвата за огрев. Сега не. Да ми прости тате, ама така е. Иако не сум сигурен дека тате ќе ми прости, ама жената сигурно ќе остане тоа. Жената да, бидејќи секоја жена може веднаш да му прости на својот маж. Замислете, дури и ако тој не е виновен. Па што? Просто ќе му прости. Кажувајќи му, простено нека ти е и прост да си останеш. Дури тогаш настапува оној момент на вистината при што како да ги наслушнувате барабаните околу вас и кој како по некој обичај, вообичаено се случува на крајот од денот. Момент на вистината, кога жената ќе ја симне шминката, а мажот гаќите. Затоа никогаш не се прашува жена за години, маж за плата и Скопјанец од каде. Овој Скопјанец што вечерва ќе го видите како наш гостин од секаде, затоа што на секаде го сакаат подеднакво. Драги мои, малку подоцна за сите вас тука е кај нас Миле Кузмановски, а освен него, што се друго ќе можете и вечерва да гледате во Нема љутиш. Не може да ми кажеш сега дека у 3 саца Валя си решила да ми замесиш зелјаник. Срце си. Да, беше многу позитивен добар човек. Така барем ми делуваше лично. Многу добар човек, многу. Он ме запозна во На враќање од реку обавезно навратимо задругу да офискамо по некој грч ладно пиво и да замезимо месни нарезак и вегето. Сакаш ли ти, Ставре, ја да ти кажу у 2 збора дека си убав, згодан, јак, издржлив и добро граден? Миле Кузмановски. Епа? Знаеш, малце наврснава ви кажу право. Обично овој песмо го слушам со женски удршти. Прв пут са само околу мушки. Цел се нежи. Така е ли? Ако нема романтика, нема ово оно. Што зборе? Епа.
Слушај, бе, не може да ми кажеш сега дека у 3 саца овале си решила да ми замесиш зелјани. Срце си, бе. Да иду ја да купу јогурт, а? Не, а? Па ти, како кисело ме гледаш, сигурно и кисело млеко си направила, а? Злато си, најболја домаќица. Ако душ. Ево овој дел е времето за добре дојде и затоа уште еднаш големо добре дојде за нашите нови покровители. Од вечерва со нас Државна лотарија на Македонија. Знаете дека тие инаку носат среќа скоро на секој во Македонија, па така и нам вечерва веднаш прва вечер ни донесоа среќа затоа што ја имаме таа чест и привилегија во нашето студио ова вечер да го имаме доајенот на македонската народна музика Миле Кузмановски. Добро вечер. Добро ни дојде. Добро ни дојде, Миле. Добро ве најдот. Опа, моја генерација конечно. И Џон Ленон ова вечер, дами и господа, наместо Боби Амадеус, ама добро. Тука сме некаде со музика, ќе бидеме на исто ниво, се надевам. Да, добро. Бидејќи јас секогаш ги ценам повеќе нашите музичари од колку странските, па затоа велам. Нивото мора да си го задржиме. Миле, одамна се каниме да те поканиме, таман ќе го земам телефонот, ќе те чуем, не, кани ми се, ја некако не. Еве, гаѓам веднаш во глава. Не можам, сигурно ќе те прашам во текот на емисијата, не, каниме, јас ја доживувам како неформална химна на влюбените. Да не кажам на оние Швалерска. Така му рекол по телефон. Да. Немој да не каниме, таа е наша химна швалерска. Некако со очите тука ми доаѓа, не каниме, онако отворено, ако е не е заскриено, не е баш со очите. Кажи ми, Порано беше многу интересно. Абе вика, све разбирам, а што е она, вика, те слушам, мирисаш пред мене, како тоа се? Како слушаш, ми вика. Викам, добро. слушам во боја, тоа му доаѓа така некако. Слушајте во боја, мирисаш пред мене. Јас ги сакам многу тие Има, да. Така, компарации. И она на дуњата. на дуњата. Кога немам никого на дуња. И вика, добро бе, Миле, што мораше дуња да виде, па круша зошто. Они знаеш како дека за мушкарци. Не е баш Не е баш тоа. Кажи ми, таа ти е меѓу првите песни или прво? Меѓу први? Не? Не. Јас према 90 година, оваа година правам 35 години кариера. Вау, а ова е 2000-та. 99 од 2000-та, да. 2000-та. Новиот милениум. Новиот милениум го отвори со Го ова. отворив со таја и ги собра сите награди. Таа година, 2000-та, беше фолкитна година. Јас бев пејач на година, албум на година, спот на година. Таа Не била година во излезе. конкуренција другите години, затоа не победила, така ја Таа става. година беше интересно да Титаник излезе, тоа беше филмот. Аха. И нели сите награди И ги награди. собра. Ти кај нас. Јас сум викам као Титаник. Немој. Не Титаник, лоша приказка. Лоша Не, приказка. филмот беше добар. Филмот беше, во секој случај, а и убава љубовна приказна, во секој случај, како и твојата музичка И така. Таа Кажи после ми- тоа независност на Република Македонија 20 години е прогласена за најпесна. Песна на векот. Да. Што така, навистина Има титули сериозни. Има големи хитови во нашава држава, ама оваа остави навистина голем трак. Дали тоа е повеќе товар кога ќе те се случи, ајде сега не на почеток на кариерата, ама ете така, после бргу време, од тогаш поминаа 25 години. Па- И после тоа предноси или може да го доживееш како тежина, бидејќи сите очекуваат веќе. Нешто подобро. Нели? Така е. Или барем на тоа ниво. Викаат дека е полесно да дојдеш на врвот, а потешко да се одржиш и е факт дека е така. Но јас имав среќа да имам добар тим и да продолжам да работам во ист континуитет и да снимаме песни што ние мислиме дека ќе поминат добро. Таква е Крал без круна, таква е Шприцерот, така е Се што побарав од тебе Господе, таква е вака онака животот си минува. Ми даде Господ да имам среќа да се бавам со оваа работа прво, да имам прекрасни соработници околу мене, пред се ми се тоа пријатели, другари, пошто ме познаваат многу добро, затоа и е можеби успехот тој.
знаат што сакам јас да пеам, сакам квалитетен текст, не сакам суопарно колку рима да има, него сакам да има приказка, почеток и крај. И секогаш ги одбираме внимателно заедно песните. Може би е тоа успехот. Ќе се обидам да погодам нешто. Ова ми е информација инсайдерска од Коки, да ти кажам. Коки ли? Да. А дали е така, не знам. Навистина ли си ти по своја професија, што беше? Ветеринар. Да, ветерина заврши. Имам една молба за тебе. Види, минатата емисија Степче Стојковски ни беше Добро. гостин. Пеевме една песна, ствари, Коки пееше, Ја го па уствари, беше. по ја. Петел беше. Кокошка беше. Све правеше. Да, и не Све. одеше до крај, требаше магаре на крај јас да бидам. Мисли, како Застанамо иначе до без крај се магаре. погледнаме вакат, некој не останува. Да ни направиш еден преглед после емисија брзи. Да видиш дали сме ток. Обрни пажњу повише на njega. Зашто бе? Па не на крај магаре. реков, чао. Поради тоа да видиме на Да, сигурно заврши средна ветерина, ветерина, да, и замина во војска, нели така беше порано. И никад не бргнал ветерину да работиш нешто у тој работа, нели? Не. Не. Почнав да пеам у војска, оркестар направивме таму. таму Сепемарска се класа. фрли. Почнав да, пардон, да пеам таму. Се вратив овде. Сум ја кажал ова приказка многу пати. Мирко Митревски ми помогна многу. Чичко Мирко. Тој, да. О, отвори го Пенџерцето, да. Легенда, браво. Да, многу. беше многу добар позитивен човек. Многу Така добар. барем ми делуваше лично. Многу добар човек, многу. Он ме запозна во JNA тогаш на домот кај што пеев, јас во Охрид војска, пеев таму со оркестарот и секоја недела ни доаѓаа гости. Една, не знам, од Сузанија, од Блага, од тоа време, Еминентни Ѓоко пејачки, Дончев, да. значи... И вртеа ни сите домови на JNA. И таа вечер се погоди он и јас пеев некоја песна, не знам што пеев. Беше го бендиса тоа нешто. И ми вика, од кај си ти, одакле си ми вика, дека ја војничко, нели, последна генерација на JNA сум, иначе. Генерација сме, ја малку сум ти батко некој Да. месец пред тебе сум и ние 71. сме последната генерација да Таа е од генерацијата, JNA. генерација на транзиции. Што не Заморчиња. Уште оваа војна ни фалеше. Заморчиња. Уште Баш. Еве, ти кажам, све доживеа. еве, ако направиш една анализа, нашата генерација последна е на JNA почиња војната, нели? После Се нас растора веднаш Југославија. Ти по конституцију човек и пол, он пола, тамо не дам. Од нас двојца. Од вас двојца тачно по еден. Коки. Па Драгане, извини, Да, ама мораш стварно е. не ме пушташ прегаска док бе у муабет за шваљери. Сакаше да кажу, нели? сакаше да кажеш? Обично за мушкарци викав дека се шваљери по природа. Добро. Лжев. Јас знам и шваљери има по град, брат. Не сум само по природа. Не по природа. Јас само по природа. Има и по град шваљериста. Урбани шваљери. Урбани шваљери. Асфалт. И еден вид за твој стрку. Ајде. Млада ветеринарче, како мене. Едни наочере истерало на нос, нели турило ги, не види. Како Едни тебе? ушива, кој отишто Како тебе? Како мене. Отишто каде некој бабу и вика баба, рече ти кој си? Ја чекам да доведе вика вепра да ги овој моју свињу вика да го Тоа е таквото. осемени. А, баба вика, модели времења, вика се, какав вепар, вика, јас сам тој, вика, ја ги осемена. Она гледа, што знам, ама нема што знаеш, баба, јас сам тој, ја ги осемена. Какви сакаш, вика, да ти биде прашање, вика? Сакаш и, вика, да биде кратки, а дебели, сакаш и дугачки, а тонки, вика, сакаш и бели, со туфне, сакаш и, вика, црни да биде прашање, он рече, синко, какви сакам, нек биде, само немој да су на тебе ќорави, исто ли ти уши. Не може само. Ама нема прошла една неделја, па овој. Па Баба, вика, син ти куде? А, па не е тој. Што треба? Па кај? Па вика, аме вика, кралу вика, сак треба да се мена. Добро, те ти го крал, вика, штал и шајка има горе. Зашто? Па панталоне куде ќе ги обесиш? Затоа може би си имал среќа да те најде. Чичко Митре, инаку... Тешка е ветеринарска, е. Контактот тогаш... Милко Митровски завршил ми, како ќе завршиш со војска, јави ми се, сакам да те однесам у телевизија. Ја реков, добро, како и се, нели, буаве ту кафана. Се вратив од војска, помина еден месец, два, три, што знам.
период еден на адаптација, нели, цивилка. Да. Прво се друго, малку што е до кај. Така е. И му се јавив еднос попладне. Му викам, Чичко Микро, добар ден, овде Миле, пејач од војничето, од Охрид. Оној србинот. Кај си, што правиш, добар ли си? Добро му викаме, како што се договоривме да те побарам. Утре се вајле те чекам, нека. Стои на збор. Браво. Пред телевизија ме чекаше во 8 часот. Ме однесе кај Мате Груевски, клавир има тамо еден во неговата канцеларија имаше клавир. Ајде да те чујат, 2-3 што е вака, строфа, едничка, да. Една строфа, рефренче, ајде друго ова испе ми, дај ми ова, добро е, со среќа нека ти. Еј, И си почна, имал среќа. нека. Инаку видиш што можело да ти се случува по селата, да се останал ветеринар. Да. Тогаш Може дедо... мага да отвори ветеринарну клинику, сега е све тој модерно. Еј, да имаш 30 души заposlени. Да. Што знаеш? Виж ги научи да поева. Да. Не знаем што, макар и петли сви по некои звуци испушта. Само да ги укомпонира да не биде какафонија. Абе, скарале се доктор и ветеринар. И вика му Доктор и ветеринар. доктор и ветеринар. Добро. И вика му доктор на ветеринара. Абе, од куде се вика ти поголем стручњак, вика од мене, вика. Ја лечу људи. Вика ветеринара, вика, како вика ти лечиш људи, вика. Ја лечу животиња, вика, она не знае да ти каже што го боли. Да. Јас сум, значи, поголем стручњак од тебе. Пројде некој една неделја, две, и јавја се некој од фамилија на ветеринара, вика, дојде, вика, нешто, овој болам, вика. Што му е? Не знаеме што му е, дојде, вика, ти. Ама оно има и тап да играе. Наш ветеринар, вика, пришли. Како си ти, добар ли се, вика, бе. Добро, што ти е на тебе? Што ти е на тебе, вика, И доктор препиши рецепту. Дајте ми ги овие 2 апчиња, 2 дена поред, ако не га бива, вика, да не се оправи, вика, ке га заколјам. Оправија ли се? И ја Одма се оправија. За тој потражи ја преглед. Не знам што ми е. Нешто ми се дешава. Значи боле ветеринар. Тогаш значи немало како сега. Изброиш парички и ќе снимам албум. Значи ако знаеш да пееш може, ако не. Ме примија таа и после тоа не оди тоа се така лесно. Мораш да ги поминеш сите стадиуми тамо. Значи прво снимаш со народните инструменти, оркестрот на народни инструменти, па потоа снимаш со чалгиите за да дојдеш наред со ревијалниот големиот оркестар да снимаш. Оној фестивалскиот што беше големиот. Пионерска школа, Така е. она средна, мораш да ги поминеш сите до стадиуми. сениори да стигнеш. Така е. Ама и И затоа затоа и види тие генерации, јас бев последната генерација која што излезе од таму, мислам. Јас, Зоран Ванев, Мишко Крстевски, кој беше Баже Груевски. Баже тогаш се одвои од група и почна соло кариера, Тугино Јабанов, кога испеа на тие цветници. Наум Петревски дојде пред таа година, 91-а, мислам дека беше. И тоа се уште трае. Еве трае, иден денеска, 35 години. Не случајно трае, мислам. Сега, ќе се добро кажа, сега е многу лесно. Сега имаш многу... Тогаш немаше студија. Само М3 беше, народно, и имаме еден танцовиот оркестар, забавна музика, кај што се продуцираше. Ако те бива, ќе те бива. Така е. Ќе снимиш, ако Така е, не. ќе влезеш, ќе снимиш, ако не. Сега ќе чуеме зошто снимал на тоа време. Ајде да слушнеме. Со Бате Боби. Како што и приличи. Крал на народната музика. Ајде, крал без круна, круна. ама неофицијално. Неофицијално, Ама сепак поголемиот дел така те доживуваат. Барем на љубовните песни, ако ништо друго. Многу љубовни песни. Браво, Боби. Кажи ми во 4 очи и ке се помирам. Не сум човек што со глава од зидот удирам. Нашите кафани ке ги напуштам, сите музиканти ке ги распуштам. Што ке ми е тоа кога немам кому да се враќам. Кажи ми во 4 очи и ке се помирам. Не сум тој што криви дрими, во љубов исправам.
smetki ke gi isplatam, so mojte bojnike se ispratam. Što ke je to ako ga nemam, komu da se vraćam i da se smiram i voglava opela. Odusni, nema da te izbrkam, posle tebe su kralj bez struna, violina bez zlatna struna, posle tebe ja razkrstim so ljubov ta. Posle tebe su kralj bez struna, violina bez zlatna struna, posle tebe ja razkrstim so ljubov ta i so pameta. Пролесно. Па крал и не само на народната музика, како да се избриша границите помеѓу народната забавната, ова дури ми наликува малку и на шлагерска поп, numera. да, има поп. Има поп елемент. Добро, тоа е мојот стил. Јас и така тргнав. Таа е неканиме. Да, Неканим у тоа време кога ја снимивме, им беше чудна. Искрено им беше чудна, зашто до тогаш беше класичен фолк, се пееше, ако е фолк, ако е забавно, забавно. Ова беше некоја поп-фолк мелодија, така дојде. Така, Романса некој, ајде, како да наречам. Белам, тие граници скоро и да се невидливи веќе. Сега веќе да. Важно е она што му се допаѓа на народот, тоа е Најбитно, најбитно. Гледав некои твои фотографии, настапи, имаш многу настапи, имаш соло концерти, на скоро сите фестивали имаш учествувано, најголем 90%. 90%. И те гледам, како и јас што се гледам порано, сме биле малку шланг, така. Да. По шланг сме биле, порано. Ке те мачам сега малку, бидејќи ни доаѓаш во Куманово да ни читаш нешто на кумановски да пробаш. кумановски? Може? Ајде. Ајде да скршиме јазик малку. Ајде. Во насока на тоа за нашата форма. Добро. Дали ќе го акцентирам добро? Да пробаме, да видиме. Се дружиш со Куманово си сигурно. Па да, си имал прилика. Нино ми е пријател и многу... Нино на сите е пријател. Нино на сите е пријател, да. Знаеш некој од Куманово? Нино, Да, например. да. Да. Како? Завидују ги на онија што забравив да едев. Одлично. Така ли е? Да. Додуше и ја понекад забраву дека сум веќе еја, парипнуju и се наеду. Наеду? Па. Не пак, не Пак е, тоа е, само ми па викамо, браво. Супер, добро, одлично акцентирано. Добро. Значи, тоа е наш проблем. Некој забрави да еде, па ми забравимо дека веќе сме еле, па се наедемо пак. И ете малку. Да. Види, Македонија е, мислам дека и тоа е богатството на Македонија. Па да, прочуени сме по тие јадења. Ајде оделемо на Диалектите. И диалектите. да. И па затоа ние сме мешовити така. И македонски, и кумановски, бога ми сакам и гостите што ќе ни дојдат да проговорат на акцентот од каде доаѓаат, на диалектот. Сега не се одлучува секој, некој подзаборавил, некого не го разбираме од Струмица кој ќе доаѓа. Саме титул, некога тоа е тоа. Стакато све. Да. Тука ќе направиме една мала паузичка, бидејќи имам и други содржини, затоа ќе ги упатам нашите гледачи да останат со нас, следува и втор дел со нашиот гост. Офиска. Збор кој укажува дека си направија нешто на брзину. Например, офиска ми ја 2 тањера град, посан, у петак, и легну да предремо. Ја дремо и уживам, а сви домаќи у куќу патив од тој моју брзину. Разбирате? Мој дома највише патив кај ќе за главу после риболов во селску задругу во село Пчињу. На враќање од реку обавезно навратимо у задругу да офискамо по некој грч ладно пиво и да замезимо месни нарезак и вегето. Тама се ложимо кој колко фатија рибе, на кога му скинаја некој клен, кој заглавија у некој батлак по 2 искочија и све такој док нега напунимо асал с офискани пива на брзину. Ништо што се работи на брзину не е добро.
а најмалку такво фискање на алкохол. Офискаш пива на брзину, а патиш на тенане. Добре, бе, Стојко, ви. Нели Бровдек вика све пишувал? Жими Ајдар све пишуе. Па нигде, бре, тражу со зданови, не пишуе, бре, има ли оној живот после смрт? Мучи ме тај мисла, што да ти кажеш? И мене сак да ме прашаш. Па да. Мора да бидеш попрецизан малко, ставре. После чiju смрт? После... Пајде, бре, ти како жена си би исто ме прошај и онај мојат. После чiju смрт, тралала, кажаво ја убаво. Ако еден од нас умре, ја ќе продам овој овце што имам и имање, има да ga шетам бел свет. Тако е се го кажа. Бре, па ти бистар си вие, бе, ставре, а? Јок, не сум бистар, бре, Бецо Стојко, него само сам здрав како конј, што ми исто и она кажа. Она ли ти кажа? Мислим дека си како конј. Бре, куде сме, баш такој да кажи, лети одма од куќу. Не такој кажала, него од около рече, вика, сакаш ли ти, Ставре, ја да ти кажу у 2 збора дека си убав, згодан, јак, издржлив и добро граден. И? И кажа стварно у 2 збора. Кажа конју 1. Па добре, чутикат не ти е кажал дека си магаре. Не е кажала. Кажа и тој, дека сам инатлив како магаре на мост. Пака запцува ја. Да видиш ти, лево, десно, не знае куде да побегне. Докачи едну флашу надигна и излете надвор у двор тага. Па добро, ти видели што докачи флашу? Што имаш на тој флашу? Како бре, нема да виду. Будал човек, па не дај Боже бре, може да се фати за флашу с ракију да ми го испие све. Нема да виду. Среќа. У едну флашу беше стављаја бензин. Она се фати баш за тој флаш. Надигна, излете у двор, те го још трчи у круг. Па добро бе, па викај брза помош бе, што чекаш бе? Бре, што чекам? Па да ми наплатив можда. Ти будала ли си? Ништо му не. Ке трчи у круг, ке снема бензин, ке застане. Не бре, она болна. Ништо му не још трчи. Здрава е бре и она како кој. Брза помош. Бре, огањ. Еве, не се враќаме назад, малку разговаравме додека вие ги следевте тие останати содржини, констатиравме дека најавувајќи на пријателите Коки од Куманово кој ќе ни биде гостин, многу те поздравиле од Куманово. Нино, твоите од бендот, како рекле? Да го поздравиш и да ми го цунеш. Мога да ми го поздравиш и да ми го цунеш. Тако е. Така ние праќаме поздрав Куманово. И да ми го цунеш во велма. Да не заборај. Да не забрави, да. Ни подразно. Абе, кумановска работа си. Да, Куманово е познат по шерето. Да, ги споменавме фестивалите, награди, верувам, бројни. Има. Што е тоа што и недостасува на фолк музиката во денешно време да го врати стариот сјај? Пред малку наброја голем број на пејачи кои доаѓаат од тоа време при крајот на Југославија, почетокот на самостојна Македонија. Ми се чини дека во тоа време некако фолк музиката беше на повисоко ниво. Вистина, ценета барана, слушана на пиедестал. Што недостасува, мислам дека не е на исто рамниште, барем се можеби мојот впечаток лаже, ама во право си далеко е од тоа што го заслужува, од третманот што го заслужува и сега не само фолк музиката, говориме за поп музиката, негови границите се Општо, напливот на соседството влијае многу. Баш пред некој ден бев во емисија кај Орце исто. И ова прашање беше. Ова прашање ме прати од 35 години. Што да направим? Да, и ако 35 години е овој проблем, значи е симптоматично. А не сме го решили. Се уште. Како и сите други проблеми. Да. Ние за секој решение имаме проблем. За секој решение имаме проблем. За жал во обратна насока тешко ни. Така е.
Но мене ми е многу чудно да не можеш 35 години нешто да решиш. Ми е симптоматично и дури да се помисли човек дали е некој проект, да ова не постои. Дури до таму сум се прашувал. Дали е некаков проект кој што е долготраен, да, но треба да не нема. На муабет, да, сите се сложни дека треба да ја негуваме музиката, традицијата. Сите, истото го говориме, нели, по телевизије, да, пееме Официјално. македонско она, но кога ќе излеземе на терен не е така. Вистинската слика не е таква. Го чувствувате Го тоа, чувствувам јас. колегите меѓу себе? Па еве, ти кажувам 35 години, 36 да веќе пеам, истиот проблем ме прати од почетокот до ден денешен. А каков е односот на естрадата кај нашите пејачи? Например, српската естрада, ајде да кажеме, како естрада е на некој повисоко Да, ниво, да, ама видите, па таму има многу зашто- спетки, оговарања, да, вакви да. онакви роди, кај нас ми се Види, чини помирно малку. Таму е војна, тоа е бара на крокодили, затоа што се во игра сериозни пари. Така. Ние кога би имале така, мислам дека би се убивале оде, би имало жртви. Да, Савје сериозен однос. сум, да, сериозен. Ми одговори на прашањето како е односот меѓу колегите. Епа, не, види, зависи, немаш со сите да си близок, така, но Да. сигурно имаме сите ние по некој колега кој што ни е Круг на луѓе со круг на кои луѓе со кого комуницираш и се советуваш и си кажуваш, нели, што знам, која песна или каде доди настапи, каде не, ваму има проблем, ваму не оди заради ова и ова или така натаму. Но не можеш со сите сега, тоа се многу, Ама нормално, многу и нови пејачи Да, не може да... а иначе во соседството е, обично нели кој ќе кажеме соседство и секогаш не врзува со Србија. Да. Што не, веќе земе и Хрватска земете и Па добро и Бугарија може да Бугарија, е земја, таму има така е. сериозна Да, музичка сцена, како да не не, се лажем. како не. Јас спотови имам нивни гледано на вистина се на високо ниво. Пајнер, За музиката многу не сум, да, Пајнер продукција Да, беше кај нив. да. За музиката не можам многу да говорам, меѓутоа исто, да. спотови има. Види, и кај нив е поделена. Има традиционална музика која што ја гаат како нашата староградска. Многу песна. нешто ми личи на нашата староградска. Нешто сомнително Па ми е тука. да, има доста, Јепте. зедоа доста. Например, Јовано Јован ќе викат дека е нивна песна. Јас И не се тоа ли е сложувам, поново? Да. О, Не Никола е за ново, папата тоа е- рекоа шо. Да. Тоа беше многу јако, да. И папата дека бил дивни. Ма и Никола Тесла. Да, нешто бе, да, бе, спомна да, таму, бе. не знам. Ама може да има авторски праве на све, Не, на не, папу, на Николу Теслу, на Јована Па, Јована. за Америку Не, кога они поише од викаат- Далмација преко Софија Знаеш ише немало како, директен они- лет од Сплит. Они викаат дека Јовано Јованке е нивна. Не е така. Не е така. Сега, И не само таја, и многу други македонски песни кои што ги препеа. Слушам, ама од Но- техничка страна се добро подковани. Да, и Пазар голем. Добро. Сега, Пазар ние сме голем. помали и од соседна Србија. Добро, ако сме помали, ама ете нека е таа варијанта упомала, нели, паковка, пак би биле добри. Лекот по тебе тука малку државата нешто да стори од таму да дојде или што треба или од самите музичари. Државата не би требала да субвенционира, јас сум Ама не против може она тоа, декрет не да може стави, сега не. све да прави да, но може коки. Може законски, може. Така е. Јас мислам може многу Е, па да ако се... Со може, закон, зашто ако- не го користи оно што Па може да еве го него, искористи? еве толку години не е искористено, иначе има решение за се. Ако сакаш има решение. Ќе го направам законот у прайм тајм да пушти секоја македонска телевизија која што зрачи да пушта македонска музика, дали е забавна или народна, небитно, кој стил, да има топ листа македонска, нели, кој ќе се заврти денеска 7 пати еден рефрен, па ќе го запееш ако не од мукот, не мукајте. Да. Така се создаваат хитовите. Порано немаше толку етер, имаше МТВ 1, МТВ 2, имаше македонско радио и таму се вадат 30 песни Валандово, тој месец убиваат секој на секој саат ги слушаш Тоа си цело право. време и се Истанува, создадува. Минимум од тие 35, 10 беа хит. Така. Онај бабата преска ја што го збори. И отиде на пазар да продава јајца. И проваѓа некој граѓанин. Баба рече колку пара овие јајца, она вика 15 денара кома. Ту баба па многу скупи. Она вика тој ти е. И многу прљави. Прљави вика многу работа има кокошке, нема време ни гузицу да избрише.
Боби, расположен ни овој вечер. Носим. Овој вечер ми е нешто по... мотивиране нешто. Нешто Мотивиране е нешто. нешто е. Ја викам квалитетни гости, одма нема проблем. Не дека другите не биле, ама ете, ти си му изда малку повеќе инспиративен да биде. Фала Богу, еве да направи убави шали и он. Не сме се видели одам. Ние сме се видели, а веројатно видувале да. сме се така. Да. Ај сега и да се чуеме малку. Дојде време Дојде за време? мојот хит, да. Дојде време, како време брзо лети. Лети, лети. Те слушам дисаш пред мене, а гради срце и не време. И не знам како ќе ми помогнеш, за да побегнам од тебе и од себе. Те слушам и не си верувам, зар можам таков да бидам јас, да љубам кога срце не сака, кода немам никого на дуња. Браво, маестро. Да сте ми здрави живи. Ете, доживеа ви тоа. Фала ти Бог. Химната да ми ја пее на уце Миле Кузмановски. Епа, Знаеш, мал се наврснава и кажу право. Обично овој песмо го слушам со женски удршти. Прв пут со самото мушки. Цел се нежи. кој ли? Знаеш, оној дојде ти некој мисли, беш мирно. Миран. Не, такој, не. Немој, како вика, немој менѓушка да ти излаже, да мислиш свашта кад носиш менѓушку, знаеш, гледавте на кој. Менѓушка е оној, знаеш, може му и ми други. Ти си менѓушко? Туј, тамо, вамо. Имаше две на едно. Па тато ме дзирка после у купата. Да се увери. Вика, добро е, још е мушко. Не, вика ли ти, Драгане, ти ли си? Добри времења Браво. беше. Како вика сва тага? Тага вика сва да е мушко сакасва. А сак Да. викам само да е жив и здрав. Па Само он да- ќе одлучи што Оке, ќе биде. да. Оно Оно ќе одлучи, одлучи. оно ќе одлучи. Ама малку се сменја времење, има надеж дека може да нема да биде. Кажи ми, имаш многу за многу музички номери и спотови снимено. Имам. Дали мислиш дека се е комплетно и може да стане хит кога е цел круг направен со се спотот за овие времења, зборувам? Па за ова време да проект ќе цело пакет мора да се направи. Добра песна, добра студио, да се сними без спот не би имало логика тоа. Не би да се пушти како би го пуштили. Да. Па добро, сега може и без тоа, ама мислам дека комплетно онака може Поубаво, да доживее промоција поубаво, убава, така е, да. посебно за на телевизија. Поготово да, и кога не си таму може да ја пуштат песната
Не мора да си во телевизија гостин за да ја пуштат. Така ќе направиме ние, ти не мора често да си ни на гости, а ние ќе ги земеме сите твои хитови. Нема проблем, и јас ќе доаѓам секогаш кога ќе ви треба. буткаме на телевизија. Ти благодарам за тоа. Полека се ближиме кон крајот, сега ние на самиот крај сакаме да ти подариме некои скромни подароци од нашите пријатели, спонсори кои не следат во емисијата без нив никогаш не би било исто. Бучен Козјак, верувам дека имаш чуено за нив и нивните производи. Ја ова го обожавам, ти кажам право, глеј, викам жуто сирење како кашкава. Што збориш? Еве, пробе. Види, одма поеде, не од овој да пробаш. Не од овој да пробаш. Ако дадеш ти нешто за течно, може да дадеш од тесене нешто за бацка. Значи имаш сирење, имаш јогурт, нивниот пробиотик, баш добар, убав за добро здравје. Благодарам. За сопругата претпоставувам некои средства за чистење од Арис, течен сапун и ти одмрснувачи, попрскувачи и за освежување има ја некогаш и за подмишки ги користам. Етно село. Вика, малку пече, ама добро. Абе, за добар изглед и мирис мора малку и жртва да се даде нешто. Да. Сигурно. Етно село Тимчевски таму. Тимчевски, да. Сум бил, како не. Благо Локумче. Како не сум бил. Да се заблажиш ти со друштво и исто така со твое друштво кого ќе одбереш. Имаме вечера за двајца на твое име. Ти благодарам. Така ќе поедеш кај него. Ќе појдам. Веројатно имаш одено до сега. Како не? Да се види дека Како тој не? Да се види не на дека твое име, не се кири. Тебе ја ќе те воду. Ќути. Прогрешимо за Свети Валентај, не бемо. А и Сега за други кога? февруари га вруча. Сега за Ѓурѓовден ли бе? Не, за 8 март не га воду. За Ѓурѓовден? За Ѓурѓовден. Ќе треба и поклон да купи. Поклон тогаш. Поклон ќе купи. Повели? Ти благодарам. Тука и Алфи Техноцентар со нас, Алфи Би компани со двата салона во Скопје и Куманово. Седиме на ова нивното. Прекрасно. Да, пазарам кај нив, во Скопје одам често. Имаат убава роба. И сега ќе ти дадем еден подарок од нашите нови пријатели, Државна лотарија на Македонија. Гледаш каков е подарокот? Бргу бројче. Кажи од 1 до 36, брзо. 29. Дебре, коки ти пак не може да го најду 29. Ништо не е видо. 29. Абе, чека колку броја ти ќе кажеш. Миле, кажи број. 24. 24. Еве го, 24. Боби, кажи број. 18. Режија, кажи број. 28. Дебре, кај ги вижу. 2, 4, 5, од мене, еве ти 6, Ѓурѓовден. Ѓурѓовден, така е. И Батко Мили, уште еден. Уште еден. Маке 30 да фатиме нешто. Ти, твоја жел. 32. 32. Еве ти подарок да се уплатиш и ти. Па подобар подарок и награда што? И да знаеш дека ќе купам. Чекај, колку комбинации можеме? Ова ти е една комбинација, тоа си играме одговорно ние, 30 денари комбинација, нема проблем. Како е? Толку 7 број една комбинација. Една комбинација. Овие вамо може да се играат исто? Ако ти сакаш, ако милуваш и љубиш игри си. Имам уште ливчење јас. Дај ми ваму да сликнам, да знаеме следна емисија дали си добител. Па ќе викаш не. Дали не кажеш? Знаеш, она добитникот не ќе да се прикаже на јавноста. Затоа што се редат одно од семејството, од какво семејство, од фамилијата, оние далечни роднини, кај си бе. Четврто колено. Од кога се немаме видено чуено. Нешто 3-5 илјади евра таму на заем. Опа, сликнато документирано. Документирано. Повели. Ти благодарам. Ама со све плико? Не, имам и други оплики. Има. Тамо се Не, гребките. вака. Абе, ние сме господа луѓе. луѓе. Кога даваме. Која рака дава не се суши. Сега не може да го протно. Сега во емисија нели Увек кај сме во Маријана бе. Сега во емисија. Да, Вчера во недела. Супер. И тамо гребевме и тамо потпунувавме. Да? Да. Повели. Се надевам Ти им благодарам. носат среќа на сите, па и тебе ќе ти донесат. Ја ова ќе го платам, ќе допунам уште некоја комбинација и ќе го платам. Јас имам доказ И ќе ако чекаме. падне делиме. Колку сме? Делиме, 2, делиме. 4, 6. Слушај, стај, не мора да Не мора. Не, ќе ги почастиме. Ќе ги почастиме. У Тимчевски? Да, бе, ручек, ја ќе дам ручек. Тере работата, уживај. Ама за Ѓурѓовден.
За Нормално, ѓавјата, да си донесат и подароци. Поклонет да биде у пликот. Да, у пликот, да. Немој тие таве, те джериња достани од ниве. Плико ја ќе дам. Гратис од мене. Имам и други, не е само овој. Ти благодарам искрено што беше наш гостин. Фала и Наистина јас. едно убаво чувство. Ја барем би беше многу фино, пријатно. Јас ќе кажам, ака ве гледам кога ќе ве начекам, обично е недела. Недела на вечер. На вечер и тогаш сум слободен и редовно ве гледав. Ми се допаѓа. Емисијата е брза, активна, има многу шега, има смеење, затоа и прифатив да дојдам. Ќе ви посакам уште многу години да траете. И знам дека ќе траете. Фала, Не да остасувате вакви емисии тип весели луѓе, да ги развесели, да ги насмее, да ги расположи, затоа што верувам преку глава им е на сите од вести, од политика и така натаму. За мене ова е голема чест. Искрено ти кажувам, затоа и дојдов, затоа и прифатив. Ти благодарам уште еднаш и се надевам ќе имаме и втора прилика. Кога ќе ви требам, тука сум. Штом ќе добиеш на лот? Те чекаме. Ќе те најдам. Се најдово. И ќе те најдам. јако. И вие најдете не. Нон-стоп сме тука на оваа ваша омилена фреквенција. Бидете уште малку со нас. Добро бе, старо. Многу ме интересира одамна, сакам да те прашам. Како изгледа тој на твои години, а? Како ќе биде кога ќе дојде ја на твои години? Има ли Кој е тој? И ти ќе дојдеш на мој години. Па тој бе с бабичко. Има ли го на ефект, јоште, онај жар? Нешто бе, да правите ово, оно, знае. Па има бе, нормално бе. Па тој ја ако остане брзо у пензију, кажа сам му на njega, он неќе да остане у пензију, има да работи. И тој до краја живота има да работи. Строго сам, а? А романтика ма себе има ли с бабичка, а? Како бе нема? Па ако нема романтика, нема ово, оно. Што збори? Кад бе, каква романтика, што правите? Како бе, кад бе, каква романтика бе. Па седнемо и ми некад на вечер, ете да гледаме некој филмче романтично, нормално. Истина. Ето, како мислиш ти? Што друго? И па што друго, ете гледамо филм па си правиме муабет. Разбираш, изведу го ја некад и еве, умирачка, изнесачка, да искочи малко дома, разбираш. Добро, па е нешто. Па да гледамо филм, па знам, па гледамо филм, изнесо одну торбу ораси од подрум. Па чистимо ораси. Апетисани са. Апетисани, да. И? И го загледуju док чистимо ораси. Али, док чистимо ораси, ја возему вилицу, тој што го има вештачко. Вирицу го земеш, зашто бе? Како бе, зашто бе? Па тие ораси на мене се ми за продавање, а она ги изеде пола. Не знам. Мислам, во овие времења како се динамични, така и сите брзат натаму и сме под стрес, јас да поминам мирен 15 минути, 15 минути да сум без стрес, мислам дека од среќа пак ќе се изнервирам. Да, 100%, еве имам еден другар кој ако случајно се разбуди саба или радосен, а не изнервиран, абе тој ќе земе, ќе се нагази сами од себе на малиот прст од ногата и веднаш е нервозен, од рано на сабај. Ама вие знам дека нема да видите, оти ќе играте вие Лото 7 и играта Джокер, која никако не смеете да ја заборавите. Од вечерова подсетувам наш покровител Државна лотарија на Македонија и нивните бројни игри во вид на грепки и секако главната Лото 7 секоја среда и сабота. Играјте одговорно, затоа што инстант лозовите, запомнете, не се детска игра. И еве една убава идеја вака во пресред на големиот празник 8 март. Да подарите ви инстант лозови, а? Затоа што таму се кријат потенцијални големи добивки како стан, автомобили или пак други вредни парични добивки.
Значи, подари љубов, подари среќа плюс, тоа е девизата на Државна лотарија. Веќе на 9 пак во недела се враќаме ние со нив, секако, но и со млечните производи од Бучен Козјак, Алфи Техноцентар во Скопје и Куманово, детергентите од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски и ресторан Еден. До тогаш, нема љутиш преку репризи и на сите социјални мрежи како Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. И секако, играјте ги одговорно сите игри на лотарија и среќата нема да ве одмине исто како што нема да ве одминеме и ние. Чао! Добро вечер! Ќе по лето. После самото тоа ќе дојде и среќата е. Што се кочу кога жената ќе ја симне шипката? Каква бе шипката? Кога жената ќе ја симне шинг...